Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во Класи. Денеска ве водиме во Прилепскиот регион, а во моментов се наоѓаме на излезот од Ропотово и на патот кој што води до село Рилево. До овде стигнавме по асфалтен пат, а сега до селото Рилево треба да одиме по земјен пат околу 4,5 километри. Патот е прилично оштетен и тој представува главен проблем за жителите кои што живеат тука, а ги има некаде околу 50. Инаку да подсетиме дека селото Рилево во 50-тите години броело некаде близу 1000 жители, а со последниот попис се пријавиле едва и 50. Ете што ние успеавме во последниве 50 години да направиме со македонските села. Инаку селото Рилево е лоцирано од прилика на северо-источната граница на котлината Пелагонија. Местото е погодно за развој на поледелство и сточарство, а сега ние одиме да видиме со што се занимаваат овие 50 жители. Рилево, старо македонско село. Тука тежи каменот, тежат плитарите на старите селски куќи, тежи секоја грудка земја. Но на рилевци се чини најмногу им тежи грудката во градите за напуштените куќи, за испустените ниви и ливади. А не било така. Во 50-тите години од минатиот век тука живееле повеќе од 1000 луѓе, кои што обработувале ниви на близу 600 хектари. И како што велат постарите жители од селото, тука се раѓало се. Житарици, тутун, бостан, компир, а по бавчите се одгледувал зеленчук. На падините околу селото, кои што опфаќаат простор од 400 хектари, се напасувал голем број крупен и ситен добиток. Но тоа било некое друго, за жал, завршено време. Денес селото нема ни 40 жители, а добиток чуваат само неколкумина. На влезот во селото не пречекаат домаќините. Велат дека селото се испустило пред се поради тешките услови за живот. До пред неколку години водата им била главниот проблем. Но откако тоа го решиле, за што се бескрајно благодарни, сега горлив проблем им останува патот. Добре дојдовте во Рилево. Еве и самава табла кажува дека ова е моје село, јас сум тука и роден, имам 65 години и што ве интересира за селово, можам да дам изјава да. Данчо, низ годиниве наназад, значи ти живееш цело време тука, постојано си тука. Со што се занимаваш низ годиниве? Јас види вака се занимавав со претежно со сточарство, имав 30 кој крави, кој телина и така, ама како самец малце напорна работата беше и годињето си го направија своето, па сега се занимавам со тутунче. Иначе населението е, мислам селово, се занимава со тутун, сточарство и така, и житарица нешто се сеи. Так. Минувале го годиниве, се менувала и состојбата со населението овде во селово. Значи луѓе се помалку, а со тоа и стока се помалку. Да. Велиме, неколку мина има што стока? Стока вака, има еден овци околу 300 глави и еден има, што беше колега наш со стокава, чува негде околу 10 гојда и тоа е сето. Може 2-3 онака сталски крави што си ги чуваат дома, ама тие, знаеш, не се вака човек да види на паша дека во селово има жива стока нешто. А овде гледам и сандаци со пчели. Па има гледам пчели. Да. Има 2-3, имаме сега новодојдени од Мраморани ваму. Тоа Мраморани паѓа и тоа во општинава Долнени. Така. Луѓето живее во Прилеп и уште едни исто од Прилеп има 2-30 улишта донесено поради убавава клима. Так. И така пчеларство е во подем, во развиток. Имавме турнири, имавме драмска секција, имавме фолклори, значи нема што немам, исто функциониравме како во градска средина. Во годините 70 година кога бев тинеџер на 12 години.
72 72. во Костинци имаше и кино дури. И кино. Да. Може сте доаѓале и кино да гледате Па, како и добро, јас ние кога бев кино дете. не доаѓам, нема затоа имам театар тука во селото. Па добре. Да, да. Одлично што ме така. Еве јас посакувам прво добро здравје. Вака да се држиш и на 75 како што си сега на 65. Благодарам. И ако слушнат надлежните институции, посебно од општина Долнени, Па се надевам да дека се ќе слушнат. потрудат еве патов да ви асфалтираат околу 4-4,5 километри, не е некоја голема инвестиција. Па сметам сега с него преговори, мислам, со градоначалникот таму и има изгледи да се направи асфалт. Во селото си обележале и неколку улици, меѓу кои и Васко Каранкелевски, како и Марко Стојановски, првоборец, кој што загинал во Втората светска војна, а е родом од тука. Колку ли самотајни кријат овие улички со расфрлани камења? Си ги поминувате пензионерските Си денови? ги поминувам, убаво овде ми е. Мгм. Иначе работев и живеев во Скопје, али таму бучавата, воздухот, овде некако подобро ми прија и доаѓам претежно тука да се релаксирам. Само имаме голем проблем со патната инфраструктура, ние за никаде. Мгм. Пролетва малку се поправи патот, тампон се натури, иначе сето беше дупки, не можеме да си стигнеме до родните огништа. Не можеме да се поврзиме со цивилизацијата во градот, со лекарите. Кога станува збор за амбулантни возила, леп, како ви се доставува? Не доаѓа амбулантните возила, ако им јавиш, ти вика донесете го пациентот до Ропотово, па да го превзема од асфалтот. Тие натаму, така. ако можете некако снајдете се, да им се јавуваш 10 пати, па дали ќе дојде, дали не дојде, прашај не. Прашува колку години има, како има, донесете го некако до Ропотово, па ќе го превземиме. И така, па се мачат мештаните, некако носат. Па по пат кај ќе се сретнат, го разменуваат Така. пациентот и на тој начин. Леп ви носи некој? Леп 2 пати иди во неделата, продавницата ради патов се затвори, никој не може да носи роба во продавница, се затвори продавницата, лебо се дели од комбе, Так. немаме продавница, немаме пат. Во секој општество, во секое село, во секој град, ако нема пат, не може да биде од него ништо. Обеќаа прво дека има проект, дека ќе го направиме патот. После испадна дека проектот е стар од 2000 година, треба да се ревидира. Па испадна дека нема пари да се ревидира. Па им се понудивне со само допринос ние да се молиме по цркви, по џамии, по бизнисмени, да собериме некој динар, да го направиме ние проектот. Па и тоа не ни го прифаќаат некако, не драго го прифаќаат, не знам зошто. Чекајте ова да видиме, чекајте она, времето врви. Кредитот што е пуштен за рујално неразвиени подрачја за ова ќе заврши и ние ќе останеме па без пат. И па не ќе можеме да си дојме во родниот крај, да си ги видиме старите огништа, кај што сни се родиле, кај што сни растеле, сни живееле тука. А имате желба, а и други имаат желба. Имаме желба, сите имаат желба. Сите имаат желба. На еден повик телефонот да окрениме, овде ќе се собери доста народ. Сите имаат желба да дојде, ама ради патот не може да дојде. Од кога си во Скопје? Одамна? Па Скопје сум 35-40 години. Доаѓам до пред скоро време редовно. И за викенди и летно време, по 2 недели одмор од тука го поминував. Меѓутоа сега пак доаѓам, сакам да доаѓам. Тука ми е куќата, тука сум бил до 15 мои години, тука завршив 4-то деление, 2 години учев во соседното Ропотово и после за 7-то деление појдов в Скопје, меѓутоа љубовта према селото, тука роден,
Си доаѓав редовно, родителите ми бе тука, татко ми е починат, мајка ми е сега Скопје кај мене. И сакам пак да доаѓам и ќе доаѓам, меѓутоа проблем ни е малку патот. Така. Што патот ни е не е многу, 4-5 километри од Ропотово, меѓутоа зимно време поготово, кој ќе почна дождови, снегови, Се раскопува. се раскопува со трактори, со потешки возила поминуваат други луѓе. И имаме проблем со колите. Така да имам и доста другари, пријатели што се од ова истородно село, Така. што се во Скопје, што сака да доаѓаат и тие доаѓаат, меѓутоа ради тој пат секој ако треба оваа недела да дојде, вика ќе одам другата, може ќе биде малку порно, Така. порен ќе биде патот и ќе сака да дојде тук. Така, ама го одложуваат тоа. И само се одложува ради само го спомнуваме тој пат. Редовно само тој пат побрзо викаме ќе стасаме од Скопје до Прилеп, до Ропотово, него од Ропотово што треба да појдеме до Прилеп. Летно време како така е добро сега, може да се вози, може да се оди, меѓутоа ако ќе почна сега дождови, снегови, онда проблемот е друг. Чистење нема кој да ни очисти, нема служба. Има, да, во општината, меѓутоа треба некој да Така. појде да се пушти машини, да се очисти. Ни треба едноставно еден асфалт. Асфалтен Се пат. согласувам. Пред малку добивме вода пред неколку години, фала на општината, фала на луѓето што целово што се ангажира и што тоа успевне, иначе бевне мачни до овие бунари што се позади нас, се длабоки по од прилика 15 до 20-25 метра, ама има години што Кога нема природата не дала доволно вода и бунарите се суви. Јас сум од село Рилево, роден тука, бев во странство 30 и кусур години и повратив сум тука, сега имам мерак тука, да сум пензија си имам тука и тука си живеам. Одлично, штом сте се вратиле на грудката, на дедовината, на татковината. Кај бевте во странство? Во Австралија. Австралија. Австралија бев. Значи, Австралија со ова не се споредува, Не се според. меѓутоа, ајде вака, во тие 30 и неколку години, се носевте вака со желба за враќање дома? Да, во секое време. Ама во секое време идев на одмор многу пати Мгм. тука и бев доста на дојден на одмор и да направив куќа во Скопје во тој период така. Така. И кога заврши децата ми се мажија, 2 черки имам, се мажија и сите на своја страна, останале ние си дојдов тука, си направив куќа овде со сите услови Одлично. и тука си живееме. За викенд идат овде, ка поправаа некој има куќи досу се поправаат, се враќаат. Ама пак вика со патот бега. Вака сега за крај да ве прашам. Кажа. Дали, откако се вративте овде сега, имате некој мир така на душата, се чувствувате дека сте дошле на корените на своето? Не фала многу тоа што ме праша, тоа е најубава прашање што ме праша. Да. И јас сум овде многу благодарен што дојдов во село, чист воздух, одморен и сите работи. А да бев во градот, може ја побрзо ќе завршев. Пензија има добра. Ви посакувам добро Фала. здравје, да ги броите до 100 години, а после како ќе даде Господ. Фала, дај Боже и вас да се много. Да сте ми здрави и живи. Ајде. Сите се едногласни дека за да заживее селото потребно е да се асфалтира патот во должина од 4 километри. Најголем број од оние што заминале од селото се вработиле во угостителството како келнери или готвачи, а некои подоцна станале шефови и директори на познати ресторани и хотели. Заради сплет на околности по повеќе години работа како келнер во Скопска Панорама, Трајан заедно со својата сопруга Светлана решиле да си се вратат во Рилево и да одгледуваат тука. Се ова е опашалка, така? Е, така повисоко Добро. плајсија, да не се валка Добро. блузата. Еве вака. Така и овде ќе ја премота. Смота се назад и овде врвката.
Овде, така? Ете така. Одета така ни прави. Ова, иначе, вам го поречиво ги викаат скути, Е, добро. а вие опашалка. Опашалка. Ама поправилно е некако опашалка, се опашуваш Опашалка, околу. овде, Да, Да, ова. опашалка е Добро. поправилно. Ете така. И сега- Вика опашалка или скутина. Или скутина, така? Ја Добро. опашалка, не знам. И сега, која рака е Тутунов? Ова е трета рака. Трета? Да. До кај сте со третава рака? Ова е слобко поминав, ама нема листото на година. Лис нема. Нема. Што е работа? Па Суша шепкото, многу? сушата многу. Многу суша. Овде нема заврнато. Ајде. Ако, добро. Еве, игли. Дај ми една мене 20. Ајде, сакал со мене да Да. ниш. Ај по една игла вака. Иначе порано и со две игли сме нижеле, така? На едната покрупниот, на другата поситниот тутун. Можеме да почнеме? Ајде. Еве, ајде. Добро, кога си ја купивте машинава за нижење? Па одамна више. Да? Се почна со машини, ја седовне. Така. Па може има 10 години, може и 15. И многу ви се олесни работава со машина? Каде. Да. Оле. Овие ситниве значи не, Све става. се на едно? Све наедно. Па порано се двоеше, една игла, ако нижи со две, на една покрупниот, на другата поситниот. Сега се заедно ли? Све заедно више. Значи многу ви е олесната сега. Добро, уште колку раце назад има? Овај, Да, тутун. да би се зависи од годината. Да, ама че има уште две раце? Тешко. Тешко? Ако не заврни, тешко. Аха, Ако заврни да исполни нешто, може и че има. така. Ама како шетар на тоа време, неќите. Одамна нема заврнато? Па овде има ич. Катастрофа, значи. Да. Сабајлево бевте, на тутун си наполнивте овие две кошиња? Да. Така? За колку време ги берете кошиња? Па од 2 отидовне. 2 по полноќ. Сабајлево? Не, 2,5. 3 отидовне. Аха. Од 3 до 7. Така, 4 сати. 4 сати. Двајцата, така? Трајцата. И сега, со машинава за колку време овие две кошиња Па ќе ги зависи. нанижете? За 3 сати. 3 сати, така? Зависи како ќе седиме, нека не ме Да? Ако имаме одачки наваму натаму ако стануваме, ќе Добро. биде и поиќе. Па добро, а сега вие треба после да подготвите и јадење за ручек. За домаќинов треба да се нахрани добро, така? Да. Утре треба да стани да сработи. Па А за тоа стока му треба имаме, храна. па и да им И дајме. стока имате? Имаме коза, имаме братина. Се си имате. Селски сне. Ова вака сега наназад. Добро. Добро. Има шанси да го наследи некој ова? Тешко. Тешко? Не иде. Младиве сега Не не. иде. Не. Сега да видиме како функционира ова машинче што ви олеснува работа. Тоа машинче прво треба да се става конци. Добро, ова е конец. И бел и црн, два конци е влечат низата тутунот. Добро. Работи на струја, Мгм. си го редиш тутунов на лента, пушташ на дугме тука, лентата се го влечи и испаѓа низа. Така, ајде да видиме сега, тоа многу едноставно делува. Да. Сега да пуштам. Може. Добро, еве, вие сте од село овде? Да. И цело време сте живееле овде или? Не. Не? Скопје бев 40 години. 40 години Скопје. Да. И си се вративте дома И се вратиме на старото легло. на старото легло. Мило тутунчево, така? Мило многу. Па добро, уште помило е кој ќе се наплатат парите се ако... Многу да ти кажам. Да. Тогаш е најдобро, така? Кога ќе земат парите се тогаш добро е. По уште Ама кога ако... ќе се оди на нива е малце потешко. За Тутунов се вели дека е една од најтешките земјоделски работи. Точно. Ај вака, да почнеме од почеток. Леа кога? Леа март месец. Добро, Мора да се направат 60 дена за да стаса расад, 2 месеца. добро. Од кога ќе го посееме 60 дена мора да поминат. За да Така. стаса расад и после тоа се покриваат леите, се вади.
се вади, отскри, покри под најлон, под фолија, за да расти, иначе нема да расти. Мгм. Па се десува да го фати мраз, град, откој ќе го откриеш, Мгм. па да го тепа, па че немаш расет, па се молиш ке луѓе, дали да земиме рас, ќе ми дајте, не ми давате, имате, немате, ќе си купиш друг и така. Е добро, и после го садите. Како го садите? Прво мора да се зора нивата 3 пати. Добро. Третиот пат одиме на садење. Корниме расат, двајца ни е, Мгм. го пакуваме во сарги, Добро. во траби, Мгм. го носиме на нива, Така. земаме машината за садење, Така. аргати земаме уште двајца, тројца, пуштаат сите тутун на машина и се сади. Колку се аргативе за садење? Аргатите за садење се 300 динара од сат. Од сат. Од сат. И по колку работите? По 8-9 сати? Не. Помалку, а? Исто како за нижење, за пуштање е проблемот, иначе на 2 декара ливче Мгм. го затвараме за 3 сати, 4. Значи, 2 декари ги садите за 3-4 сати. 3-4 сати. Па тоа е брзо. Вика машина, Да, а рачно ќе осадиме 2 недели. 2 недели. Значи, олеснета ви е работава? Лесната е бајка. Поприлично. Да. И сега, откако ќе го насадите, колку време треба да Откако ќе го помине до насадиме- прва берба на првата рака? Откој ќе го насадиме после садењето, после 20, може и месец дена, Мгм. треба малце да го копниш, да го разбудиш. А, така. Да го Добро. разбудиш да расти. Така. Оти машината го набива Мгм. коренот и малце да го расчепкаш. Така. И треба, ако има нешто, Треба нели да го така? чистиш, најмногу има бутрак, Така. ако го јади, што не може да биде, нема тука. Во бутрак каш. Аха, И во пире, ама бутрак така. Проблем. проблем. И после тоа чекаме после месец и пол од садењето да бериме. Добро. Го подбираме. Обично кога стига прва рака за берба? Па не иде јуни месец, кај 25-28, зависи од нивата, тие гнона, не тие фрлаш џубре, не Аха. фрлаш. Така. Ако фрлиш џубре, ќе биде нешто порано. Го забило, доша кога фати во садење, не бидува ништо. Ќе Мгм. го забие, ќе го затепа и готово. Така. Еве, сега ќе се присетиш, ти како мал сте работеле тутунов. Јас така? од дете работам тука. И кога ќе направиш споредба со овој период сега, голема е разликата? Голем. Тогаш вадевме тутун во килажа, јас, мајка ми, татко ми, како дете, 1000 кила, 900, 1100, 1000, зависи од нивата. Многу. Мрачно се ниеше. Но само вие тројца? Само ние тројца кој друг. 1 тон тутун вадев. Да. Па бајаги, тоа не е малку. После од кога дојде невестава од Скопје, ја кога си дојдов, машина купивме за садење, за нижење, ти реков. Еј, невестата сака машински Тепавме. леќирач, на? Тепавме, да. Тепавме дури по 2 тона. О, Запавме јако, Така, така. ама имавме снага, имавме елан, сега не можеме, не може. И сега не ви помага никој, вие сами Не, си и работите. не сакам да ми помагат, децата ми се во Скопје, Аха. не сакам да ги малтретирам, да закачам во оваа роса, во овие калои. Си работат сите тамо, што барал. А барем вака доаѓаат од време на време да ве зирнат? Доаѓаат кој ќе колам свиња. И кој ќе земе пари, прашуваат колку бе, дали го 2 тона, исплати? 2. И по толку на математика ти прави колку Аха. ќе зело. Така? Да. Добро. А за математика ги бива тогаш. И Така? да, иначе преше го таблица множење не знае. Да, ама за ова ќе пресмета. За ова ќе пресмет. Добри се, јаки математичари. Од кај Трајан и Светлана отидовме кај нивните колеги по тутун, Пепи и Сузана, исто така вратени од Скопје пред повеќе години. Нова куќа, трактор, косачка и балирачка, а и тука машинско нижење на тутунот. Луѓето работат, не се шегуваат. Прво бевме во Скопје 5-16 години, после тоа он имаше желба да направи куќа овде, да се врати во родниот крај и еве сме 16 години, 17 овде. И како Сузе поминува време во овие 16-17 години во Рилево? Еве вака, се занимаваме со тутун, Така? бавча, чуваме стока нешто, прасиња, кокошки, тоа и поминува времето. Добро, ти предпоставувам во Љубанци како девојче веројатно си се занимавала можеби нешто со тие Јас работи? сум потекла од Љубанци, ама сум живеела во Чаир.
А, така. Да. Ама сме оделе во село, сме подработували и таму имавме лозје и друго не сме работеле таму. Значи, ти сакаш да ми кажеш, Сузе, дека чаирска мома, градска мома, дојде во Рилево. Па сега... Љубов било сигурно. Љубовта. И го направило своето. Така е. Сузе, рековме, си работите овде земјоделство, гледам овде и механизација, имате, гледам, трактор. Да, имаме трактори, преси, косачки, фрези, се имаме, садачка за тутун, се имаме. Браво, бе, значи, јаки земјоделци сте. Па, мажот ми е љубител на машините и само купува. И има желба и уште да купува. Ти не му давај доста е веќе. Не, јас велам веќе е доста. 66 години доста му е веќе. Ама сега многу е лесно да работава со машинава, така? Лесно е. Проблемот е берењето. Сами си берете? Сами. Не со аргати, не работиме со аргати. Така. А имате многу насадено? 10 декари. Значи 1 хектар? Да. Па тоа и поприлично е. И па, секоја година по толку садиме. Секоја година? Да. И колку испаѓа род? Во просека? Па до 2 тона, 2.200, зависи. Зависи до годината. Па затоа човеков после купува машини. Па сега... Значи, кој ќе се продае, има пари за да купи машина. Има, ама има и други трошоци. Па добро. Да. Ги покрива другите трошоци, останува и за машина. Да, така е. Децата? Имаме еден син, оженете. Добро. Вработен е во Скопје. И сега чекаме внуче. Одлично. Да. Ќе се радувате на внучето. Да. Нека се здрави. Живеат во Кисела Вода тие и така. Доаѓаат понекогаш ваму? Доаѓаат. Сега ќе дојде од втори синот да помогне малку. Па добро, штом сака да помогнат. И еве сега, после 15-16 години, дали ти е, Сузе, тебе доста одработава или не? Мене ми е доста, ама мажот ми вели уште некоја година. Мене ми е доста више. Сакаш малце да се одмориш, така? Да, така е. Потребите за ароматичниот тутун во светот се движат од 120 до 130 милиони килограми годишно. Македонија после Турција е втора земја по производство на ароматичен тутун, чишто квалитет е исклучително ценет. Годинава се очекува производство на близу 30 милиони килограми, но со оглед на големата суша тешко дека ќе се реализираат овие прогнози. Тутунарите за оваа година, со оглед на зголемените трошоци, бараат цена од 510 денари за килограм прва класа, 460 за втора и 400 за трета класа, и заедно со субвенцијата да стигнат до 600 денари. Ако тоа се случи, велат дека ќе бидат презадоволни. И дојде ред да видиме што прават сточарите во Рилево. Се спуштивме надолу под селото и забележавме стадо овци кое се белееше на една ливада. Полека стигнавме до стадото и го запознавме Бранко, кој што ни рече дека сам се грижи за овците. Мачно е, вели, но се издржува некако. На овцата е веко 5 до 6 години. И се, за да одориш на бројка од 300 овци, може да оставиш подмладок. 50 јакнија подмладок, така. На 5 години да и менуваш. Така. Имате други колеги овде сточари? Нема, сам. Не. Сам сум. А има кој да го наследи ова или? Не. Нема. Ја дури можам, јас после завршува сета. Сета приказно завршува. Штета што е така, гледа го полето колку е ливади и онаде оние снимите, и од таде ливади милина, ова поле да остане така е штета. Има простор за паша, нема простор. Сакаш треба, ако сакаш. Беа 15 глумци овци овека. И за сите имаше место. Сега само еден.
Нема. Луѓето разбега пространство секаде во Вилево. Пространство разбега луѓето, ова работа е тешка и државата слабо е плаќа, слаб интерес. Така. Слаб. Прекупците ќе дојдете. И тие се клучниот проблем. Мислам дека прекупците ве уценуваат и тука е проблем. Да. Прекупец види ова големо, ова мало. Те уценуваат, еден сад четврти дури да ти е снижи ценава. Така. Кој ќе почне да откупува и се договориме с царкот, што ајде вели клава и сите сега. Значи тоа го чините. Така. А прво, значи, и прекупците и општо државата, ако реши државата, оваа цена треба и таква и треба. Треба за гарантирана цена да Гарантирана цена, да се знае дека ја го нямаше продам по толку пари. Тој што го одредува тоа седи на столица, а не иди овде да види како е тоа. Така. Тој треба овде да види, Треба на терен да се излезе. овде да види со овци, тој да каже колку треба 51%. Кај ќе дам ја 51% на 100 овци, пример, имаш 5-6 брави, имаш 20 звиски, на која ќе се расипи. Така. Ќе извадиш негде околу 70 јагња, ја на 100 овци треба 20 да оставам женски. И кај ќе му дам ја 51%. Едно-две треба закола, Така. така е, не може на 100 овци. Иначе реално кога сето тоа би било добро организирано, може да се живее од сточарство. Може да биде јагнето платено добро, субвенциите да би намерено. Нека ве служи здравје. Нема грешка. Терајте, проложете понатаму да не влезат овците да направат некаде беде. Одете. Сонцето полека се спушташе зад блиската височинка, а ние се вративме кон селото, зашто домаќините имаа желба да се дружиме уште малку покрај скромна трпеза. Но пред влезот во селото, сретнавме уште еден сточар. Посака желба која што сите треба да не подзамисли. Колку ли само малку е потребно за среќа? Господе златен Богородица златна, утре са бајле сонцево пак да ме угреди, потерам бојда води најадам ди напс. За заврни дожд, да се направи лубеници, пиперки, туто, жито, се што треба за душа вас. Ех, колку добрина и благодарност ќе ви искажат овие скромни луѓе, домаќини. Не ве пуштаат да си одите дома без да ве угостат. Така е и за селската слава Спасовден. Ги оставивме рилевци да си го живеат својот скромен живот и да се надеваат дека во блиска иднина патот ќе им биде асфалтиран и селото ќе заживее. А Рилево има голем потенцијал.